Ќе можете на пауза да продолжите, да довршиме со репликата. Па ве разбирам кој со кого дофрлувате, но на пауза продолжите, а репликата да ја користи колегата. Поведете. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Ќе се обидам пред паузата да малку ја смирам атмосферата со една конструктивна реплика и да се фокусирам на она што почитуваната колешка предходно го изложи. Во однос на она што беше споменато за предходните 3 сета на мерки, кои што беа на некаков начин делумно реализирани, се спомна сумата од 550 милиони евра и да, тоа е сумата која што беше планирана. Меѓутоа треба да бидеме искрени и реални и да кажеме колку од овие 550 милиони евра де факто се реализираа и што се случи со остатокот на тие средства, односно од прилика некаде околу 350 милиони евра, кои што не беа реализирани во овие предходни 3 сета на мерки. Исто така треба да сме реални кон граѓаните и кон македонската јавност и да кажеме од каде се овие средства. Затоа што ако ја погледнеме компонентата на нашиот буџет, може би и ќе се сложам со заменикот министер дека во моментов кондицијата е таква да можеме да планираме и 4ти сет на мерки, меѓутоа за жал тоа се пари кои што се пари од кредити. Ние сме се задолжиле за тие средства. Нашиот буџет нема стапка на раст и нема стапка на приходи како што имаат буџетите на економиите кои што беа споменати овде од некои претходни говорници, како што е Франција, како што е Холандија и другите земји. Да, и кај нив имаме пат на економијата, меѓутоа тоа се економии кои што се во континуиран раст. Нашата економија има многу ниска стапка на раст и прашање е како во 2021 година и буџетот за кој што ќе дискутираме за месец и пол од прилика од сега и ќе го проектираме, како ќе успееме овие приходи да ги планираме за да го пополниме овој дефицит. Исто така би поставил прашање зошто не се реализираа комплетно мерките од третиот сет пред да преминеме кон мерките од четвртиот сет. И само уште нешто, би сакал на вистина да можеме да се сложиме со констатацијата дека ќе имаме крај на ковид кризата во догледно време и раст на позитивниот тренд на македонската економија, меѓутоа сите здравствени параметри кажуваат дека со оваа криза ќе живееме еден подолг период. Дури и вакцината која што е во најава, за жал, немаме информации и немаме податоци дали и каков ефект ќе постигне, затоа што се соочуваме со пандемија која што е нова и немаме претходно искуство. И мислам дека треба да бидеме прилично предпазливи во однос на задолжувањата кои што ни следуваат, затоа што веќе сме во оној, ајде да кажам, дел на земји кои што се со високо задолжување. И сето тоа практично го намалува кредитниот рейтинг. Веќе нема да имаме таков пристап кон кредити кои што реално ќе можеме да ги планираме, да ги вратиме, затоа што и не можеме со нашата економија да планираме такво враќање. Благодарам, председателе. Фаница.